Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што во ова видео ќе збориме за состав и подготовка на хранлива подлога. Во ред, знаеме дека култура на растенија во инвитро услови растат на хранлива подлога, односно медиум, кој може да биде во течна или пак цврста, односно желатинозна агрегатна состојба. Сега, што се треба да содржи оваа хранлива подлога? Таа содржи голем број компоненти и еден лесен начин да ги запамтите е да си се запрашате што вас ви треба во исхраната. И да видиме. Вас ви треба вода. Така, значи ви треба H2O, нормално. Ти треба исхрана која е богата со протеини, кои ќе се деградираат всушност на аминокиселини. Ти треба исхрана во која ќе содржи шеќери, односно јаглехидрати. Ти требаат и липиди, ти требаат и витамини, така, различни минерали, требаат антиоксиданси, иако има некои контраверзии дали воопшто надворешно вносување на антиоксиданси има некаков си позитивен ефект, барем кај луѓе, дали има, бидејќи знаеме кај старци дека има. Потребни ти се некои најразлични органски комплекси, така, значи органски комплекси, некои си покомплицирани молекули кои ги наоѓаме во овошје, зеленчук, кои потекнуваат главно од секундарниот метаболизам на растенијата. Сега врз овие основни работи ќе го додадеме и pH. Така, најчесто не треба да се грижиме за pH, бидејќи храната која јадеме има pH која не е проблематична за нас, но нормално ако нешто има многу ниско или многу високо pH, не би можело да го конзумираш. Друго што ќе додадеме овдека е осмоларност. Тоа е всушност колку осмолски активни честици имаме во даден волумен. Во ред, до сега сметам дека беше прилично лесно да се запамтат. И сега за да го запамтите последното, ќе речам дека да, ако јадете правилно, ќе бидете главно здрави, но ако сакате да се надпреварувате во некаква си физичка активност на светско ниво, ќе мора да земате и стероиди, кои ќе ги подобрат физичките способности. Стероидите се всушност хормони. Односно, тие се деривати на хормони, но се екзогено внесени нели хормони во телото, односно деривати на истите. Океј, ако немавте проблем да ја запамтите оваа листа, тогаш ќе немате ни проблем да запамтите што се треба да содржи хранливата подлога. Значи и на растенијата во хранливата подлога потребно им е вода. Океј. Потребни им се аминокиселини, така, потребни им се јаглехидрати. Сега липиди најчесто не им се потребни, иако можеби во некои подготовки на подлога кај различни растенија и зависно од што сакаме да постигнеме може да треба да се додаат, али главно не се потребни. Витамини исто така потребни се, минерали, односно минерални соли, потребни се, антиоксиданси, потребни се, органски комплекси, односно органски компоненти, потребни се, треба да имаат оптимално pH на самата подлога, значи тоа треба да се запази, треба да се запази осмоларноста на подлогата и треба да се додадат најчесто некои си фитохормони. Односно тоа се хормони кои се растителни. Фито, растение, хормон. Или пак се нарекуваат регулатори на раст. Така, значи овие се нарекуваат регулатори на раст, односно фитохормони. Некогаш се користи регулатори на раст, бејќи не мора сите да се фитохормони, али сепак го регулираат растот. И овдека спаѓаат главно ауксини, цитокинини и гиберелини. Ред? Значи, овие се главните фитохормони кои се користат, постојат и други. И нешто што е екстра, само за хранливата подлога, нас не ни треба, е агар. Океј, ќе обележам со друга боја. Значи, агар. Сега ќе ги разгледаме сите овие компоненти и да видиме зошто се потребни да се наоѓаат во хранливата подлога. Прво на листата е вода. И хранливата подлога содржи околу 95% вода, што навистина е висок процент.
Така, и оваа вода не е вода која добиваш нели од чешма, него ова е прочистена вода со дестилација, деионизација или пак филтрирана вода. И оваа вода обично се чува во полиетиленски садови, нели пред да се искористи за правење на подлога, не се чува во стаклени садови, односно не се практикува да се чува во стаклени садови, бидејќи стаклото може да содржи мали траги на олово, калиум или арсен, кои понатаму може да му прават проблеми на растението. Следно на листата е агар. Значи агарот по хемиска структура е полисахарид кој се издвојува од алгата гелидиум. И тој служи за да добиеме цврста хранлива подлога, односно желатинозна хранлива подлога. И што се прави? Се додава во растворот, нели кај што ги имаме другите компоненти, и при повисока температура тој се раствара. Океј. Значи ќе се раствори и после кога ќе снижиме температурата, растворот ќе ја добија оваа гел конзистенција, така ќе стане налик желе, која нарекуваме цврста хранлива подлога. И во култура инвитро најглавно се користи дивкобакто агар од 0,6 до 0,8%. Ако е понисок процентот, не е станува доволно цврсто, ако е повисок, па премногу е цврсто, така што тоа е некој си оптимум. Сега не мора секогаш да се користи агар, постојат и други супстанции како полиакриламид, алгинат, гелерид, агрегати од целулозни кристали, полимери на скроб и слично. Но агарот е прилично добар поради тоа што микроорганизмите не може да го искористуваат за исхрана, бидејќи он нели е шеќер. И обично каде што има шеќер, таму има и микроорганизми, али агарот не може да го искористуваат и тоа е една многу добра бенефиција. Сега, спомнав дека подлогите не мора секогаш да се цврсти, така нели реков дека имаме и течна подлога. Кога имаме течна подлога не ставаме агар. Така, значи тука нема агар. И некои култури се одгледуваат во течна подлога, но со цел да можеш да одгледуваш растенија во течна подлога, мора да ставиш некаков си носач, адсорбенти. Значи тоа може да биде нешто што е налик памук или пак филтер на хартија или нешто слично, кој едноставно ќе го држи растенијата во течната подлога, така да не падне растенијето. Океј. Може да се користат и двофазни хранливи подлоги, каде што долниот дел е со цврста хранлива подлога, односно желатинозна со агар, тоека горниот слој е течен. И ова некогаш има и бенефити, зависи нормално од култура до култура. Наредни се јаглихидрати, кои служат како извор на енергија и извор на јаглерод. Јаглеродот е многу битен за растенијата, иако они нели го добиваат преку CO2. Јаглихидратот кој најчесто се користи е сахароза, и тоа 1 до 5% на сахароза, но таа под дејство на различни растителни ензими, например инвертаза, може да биде конвертирано до други шеќери. Во ред, и тие поднатаму под дејство на други ензими па во други шеќери. Некогаш се додава и миоинозитол, кој не е толку клучен шеќер, но го подобрува растот, така, значи помага на некој си начин. Некогаш може да се користи и поголема концентрација на шеќери, например кога имаме култура на ембриони, може да имаме поголема концентрација, но главно многу висока концентрација го инхибира растот. Во ред? Следни се минерални соли. Сега, постојат голем број на минерали кои им се потребни на растенијата, но во зависност од тоа кое растение го користиме, кој експлантант од растението, какви ни се целите кои сакаме да ги постигнеме, соодносот на тие минерали ќе биде различен. Поради тоа постојат голем број на различни минерални раствори. Најчесто користен е МС, минералниот раствор. МС стои за тие кои го откриле, односно Мурашиге и Ског, така затоа доаѓа МС, минералниот раствор кој содржи се што е потребно за оптимален раст и развој на едно растение во најопшти услови, така најчесто би било оптимално. И овој ги содржи сите, освен железо. Железото се додава во посебен раствор, каде што е во својата хелатирана форма, бидејќи такво е потребно. И овој се припрема со мешање на 3 раствори. Значи MS1, MS2 и MS3 се мешаат и се добива MS минералниот раствор и тој податаму се додава во подлогата. Колку треба да е pH на подлогата? Треба да е околу 5 до 6 единици. И тоа се постигнува на тој начин што ќе се подготви подлогата, па може да се додаде HCl или натриум хидроксид со цел да се погоди pH опсегот. Исто така се додаваат и пуфери кои ќе го одржуваат pH во тој опсег.
Сега, ако имаме некој си растение и, например, го култивираме 20 до 30 дена, pH на подлогата ќе почне да опаѓа, така значи ќе стане покисело и тоа ќе предизвика подлогата да стане потечна, да има послаба апсорпција на иони, фосфатите ќе почнат да таложат, некои компоненти ќе станат нестабилни, значи нема да биде оптимална за раст. Во ред, и затоа на даден временски период 20 до 30 дена се врши субкултивирање. Така со цел да се избегнат овие негативни последици од фактот дека се намалува pH на подлогата. Исто така, pH на подлогата се намалуваше и ако имаме контаминација. Така, исто така и контаминацијата предизвикуваше намалување на pH. Следно е осмотски потенцијал, односно осмоларност, која е што всушност би можеле да дефинираме како осмотски активни честици во даден волумен. И осмоларноста е многу битна за сите живи организми, бидејќи таа на некој си начин диктира во која насока ќе се движи водата. Значи тоа е многу битно и главно прилично високи вредности на осмоларност се постигнуваат од сахарозата која се додава во хранливиот медиум, која преку автоклавирање, така значи нели имаме автоклавирање, таа се деградира на глукоза и фруктоза, кои сега се две честици кои се осмотски активни, така што се зголемува осмоларноста. Некогаш може да се регулира, така да се додаде манитол ако е потребно, ако треба да се зголеми, но сепак ако осмоларноста е поголема од 3 по 10 на 5 паскали, во тој случај пак имаме инхибиција на раст. Така што и ова треба да се запази, значи не треба да се додаваат постојано компоненти, бидејќи ако додадеш премногу компоненти во растворот, ќе имаш многу висока осмоларност. Така значи треба да внимаваш и на тоа. И ова прилично многу често се заборава, не само во култура на растителни ткива, него и во анимална култура, инвитро. Така многу често може да се заборави колку е осмоларност, ти да си додаваш и на крај скочи дека е многу висока и не може да преживеат клетките. За витамините ќе спомнеме само дека се неопходни за раст и развој на растенијата, но кај различни инвитро култури се користат различни соодноси. Така, значи различни соодноси кај различни инвитро култури, така што нема нешто посебно спомнувам. А аминокиселините исто така се неопходни за раст и најчесто се користи казеин хидролизат, така како извор на аминокиселини, иако може да се користат и некои други раствори на аминокиселини. И аминокиселините учествуваат во различни хемиски процеси, но исто така битни се за да добијат растенијата азот. Во ред, иако најголем дел од азотот растенијата всушност го добиваат од неоргански соли, но дел го добиваат и од аминокиселините. Да спомнеме нешто и за антиоксиданси, кои служат за оксидација на различни соединенија, потенцијално токсични, например феноли, кои се од секундарен метаболизам, кои можат да се акумулираат во растенијата. И вакви антиоксиданси кои користиме во подлогата се лимонска киселина, глутатион, елцистеин, дитиол-треитол и некогаш се додава и активен јаглен. Сега ќе спомнам нешто за природни органски комплекси. Значи они служат за да се стимулира раст и развој. Значи не се неопходни, може и без нив да функционира растенијето, но добри се, може да се користат. И вака се например сок од домат, рибино масло, екстракт од квасец, сок од портокал, два пати го имам сок од портокал. Но гледате има интересни некои работи кои може да се додадат, постојат и многу други, зависи од култура до култура, што е достапно, тоа може да се искористи. Последни кои ќе ги разгледаме се регулаторите на раст, односно фитохормоните. Фито значи растение, хормон си е хормон, односно растителни хормони. Растителни хормони се прилично скапи, бидејќи тие имаат сложена молекулска структура, поради тоа тешко е да се создадат во лабораторија синтетски и мора да се изолираат најчесто нели од некакви растенија и поради тоа имаат висока цена. Односно, кога се работи со нив, треба да се пази како се работи. Така не треба да се расфрламе со фитохормоните. И главно се употребуваат за стимулирање, некакви си стимулирања на растенијето, зависи што сакаме да постигнеме. Главно се користат ауксини, цитокини и гиберелини. Пречка ќе разгледаме ауксините. Ауксините имаат најразлични улоги, така, значи можат да служат за издолжување на клетки, клеточна делба, ртење на семе, формирање на калус, значи ауксините главно со комбинација на цитокини се користат за создавање на калуси. Значи формирање на калус, адвентивни корени, тоа беше корени нели кај што не треба да бидат, инхибираат ембриогенеза, инхибираат аксиларни и адвентивни изданоци.
Сега, иако имаат некои позитивни ефекти, сепак можат да инхибираат фотосинтеза или пак да зголемат стапка на мутации, така што треба да се има многу знаење кога се користат фитохормоните, односно во кои соодноси треба да се мешаат. И тоа доаѓа од искуство и едноставно тестирање, така бидејќи секое растение е различно, секоја култура е различна. Нема онакако еден рецепт за сите. Во ред, значи тоа се доаѓа со искуство и со знаење и секоја лабораторија си има протоколи кои си ги изведува. И кога се користат фитохормони, тие се користат во многу ниски концентрации. Значи гледаме тука од 0,0001 до 10 милиграми. Значи тоа е многу разредено. Така, на 1 литар. Тоа е вау, стварно многу разредено. И овдека сум напишал 4 најчести ауксини кои се користат, односно деривати на ауксини се. Првото е индол 3 оцетна, второто е индол 3 бутерна киселина, имаме ова што е 1 нафтил оцетна киселина и имаме 2,4-D кој се користи, нели, ова за со калусите, калусогенеза. И целото име му е 2,4-дихлорофенокси оцетна киселина. Во ред. Тоа е нешто главно онака за ауксините, и имаме и за другите, каде што важат истите правила, прилично се скапи, се користат во мали концентрации и односот колку со едниот, колку со другиот, така односите на фитохормоните си ги знае секоја лабораторија, бидејќи многу се разликуваат од растение до растение. Цитокините главно индуцираат формирање на аксиларни и адвентивни изданоци, значи тоа е обратно од ауксините, нели видовме ауксините инхибираат, овие индуцираат. Океј. Значи индуцираат формирање на аксиларни и адвентивни изданоци, инхибираат создавање на корен, намалуваат апикална доминација и забавуваат старење. Некои почести се зеатин, кинетин, има и многу други. Гиберелини, овие се многу интересни, овие се главно истражени од страна на јапонците, кои ги истражувале едни бакане растенија. Мислам, ги нарекле така бидејќи растеле толку високи што се превртувале самите од својата тежина, бидејќи биле многу тенки, а бакане значи како глупи, така како мутави идиотски растенија. Океј, нема врска. И они имаат они многу ги истражуваат овие гиберелини и има огромен број на гиберелини, али најчесто се користи овој гиберелин со број 3, гиберелинска киселина, број 3. И гиберелините главно не се додаваат многу често, некогаш треба се додадат, и се додаваат од послем, така на подлогата, бидејќи 90% активноста ја губат по автоклавирање, така што не сакаш да ги автоклавираш. Во ред? И главно иницираат ртење на семе, служат за цветање, издолжуваат интерноди, значи многу интересно е кога што откуцајте слики, усвари, ај сега ќе ставам ја една. Еве десно ставив 2 слики, сега ќе ги разгледаме и само последно прекинуваат дормантност на семе. Океј. Али забележете го ова, нели издолжуваат интерноди. Така, значи интерноди беа помеѓу коленцата тие. Гледате овдека сликава, правата, без гиберелини, со гиберелини. Колкава разлика? Сега не знам дали ова е вистинска слика, најверојатно е вистинска слика. Што се може да се постигне? Нормално ова е со екстремни концентрации, толку знам колку е скапа да се направи. Овдека гледаме друга слика, каде што вака си е нормално. Така, ставаме гиберелини, гледаме секоја интернодија, така, секоја интернодија е издолжена. И станува многу долго. Значи ова се буквално стероиди за растенија. Не дека се штетни, растението само си ги прави. Само ние му ги ставаме во екстра концентрација. Значи ние не додаваме нешто што растението го нема, растението си ги има, али ние ги додаваме како буст му даваме, како допинг му даваме. Во ред? Сам да кажам, не е штетно за нас ако би го јаделе тоа растение, бидејќи растението и вака и така го има тоа во него. Океј, тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново, имаше прилично доста информации. Ова не е нешто што има тука што се објаснува, едноставно ова мора седне и да се научи. Така, значи какви работи имавме во подлогата, зошто служат, во кој опсег, зошто се користат и така натаму. Океј, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.